Скопје, мој, наш, ваш, сакан, почитуван, личен, опејуван, омаловажуван, урнисуван, извалкан од лоши зборови, очи и умови. Раскрсница, крстосница, метропола во која живеат близу 1.000.000 жители. Град на солидарност, град на земјотреси, на култури, националности, на мултикултурно и мултиетничко живење. Скопје е ни од сите страни, со разни аршини, се лактаат да живеат во него, да го доживеат, уживаат во него, без буква почит и култура. Перцепцијата е таа. Но наше Скопје има со што да биде репрезентативно, да се пофали, да му ја покаже на секој посетител својата историја и култура. Репрезентативните градби, како што се Камениот мост, Тврдината, Скопската чаршија, Ристикјевата палата, црквите, манастирите, археолошките наоѓалишта, аквадуктот, се само дел од раскошното културно наследство на Скопје. Скоро 1 век постои Ристичевата палата, препознатлива и позната во градот Скопје, поточно изградена во 1926 година и единствената во центарот на градот, зграда што го преживеала земјотресот од 1963 година. Ристикјевата палата ја подготвил архитектот Драготин Маслик. Се раскажува дека љубопитните скопјани го прашале газдата Владимир Ристиќ зошто се толку масивни и со железо исплетени ѕидовите, чудејќи се на тогашното чудо од куќа среде Скопје. Следел кус одговор: зидам споменик за себе, и навистина изградил споменик што го преживеа и катастрофалниот земјотрес. Еден од најмонументалните градби во градот Скопје е токму Камениот мост, кој што постои од 535 година од Јустинијан I. Мостот кој што го поврзува градот од левата и од десната страна. Камениот мост е најдиректната врска меѓу стариот и новиот дел на градот. Денешниот мост е звидан од добро обработени травертински камени блокови. Масивната конструкција се потпира врз цврсти столбови што се поврзани со 13 полукружни лакови. Старата Скопска чаршија постои околу 1000 години. За време на земјотресот во 63-та година минатиот век, дел од објектите претрпеле оштетувања. Старата чаршија представувала подградие на некогашниот горен град. Таа во себе содржи објекти од различни временски периоди и култури: цркви, џамии, анови, бањи, безистен и многу дуќани. Затоа денес овој дел на градот е едно од најживописните качиња каде што меѓу тесните сокаци може да се почувствува мирисот и духот на Ориентот. Кога го прославуваме неговото ослободување, се навраќаме кон неговото минато, иако сегашноста многу не оптоварува. Граду мој, верувам дека сепак има некои што ќе те модернизираат и урбанизираат на вистинскиот начин, што ќе те чуваат од зли намери, секогаш си му пркосел на времето, така било, така и ќе остане. Затоа што има место во твоите преградки за сите нас, само што треба да се опуштиме, да не се загубиме во лавиринтот на динамиката, парадоксот и импровизираната грациозност. Знам дека твојата меморија не може ништо да ја избрише.